Така е, никој да не знае, во уште едно ново издание, добре дојдовте. И како беше паролата која што ќе треба да научиме до крајот на оваа сезона. Значи, никој да не знае, освен јас, вие тамо и нашите гости, не гостин. Секогаш генерално сме со еден гостин, но овој пат имаме двајца гости во студио, а потоа ќе биде изненадување уште еден трет член од Тумбао Салса Бенд. Најавуваме еден прекрасен концерт, ама не ви кажувам се од почеток за да не гледате до самиот крај на ова издание. И викам здраво живо за двајца гости. Едната гостинка е Јасмин Лопес. За неа не знам скоро ништо, ама ќе биде одлично да ја запознам. Таа е македонска сна, инаку е родом од Куба. Прекрасно пее од она што го слушнав од Крувче, кој што Пипи Ренџов ми го прати. А за него знам многу. Еден тон интервју ја прочитав. Не сум знала некои работи, например, дека си скокал во море од брод за да ја спасиш својата гитара. Значи, здраво, живо за Јасмин Лопес и Петар Пипи Ренџов. Добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдовме. Баш ни е пријатно тука у Телма. После долго време до душе. 3 години ги броеше, така? Па не знам колку точно, ама не. Не са? Поише се. Значи 3 години сигурно, не знам колку не сум бил. Иначе бев порано многу чест гостин. Сега некако дебатниве емисии ме скинаа. Од мене ме скинаа од екраните. Еве за ти ветвам, почесто ќе те викам. После локални нема веќе дебатни толку. Фала Богу. Фала Богу, добро е. Ми кажа што ќе биде прво прашање, не ти кажувам ни едно прашање, не ти кажав, ама ќе те кажам дека ако почнеме да зборуваме за твојата кариера, нема шанси да ни требаат овие 50 минути, зашто многу има за зборување. Ако почнеме од детството, пошто прочитав многу овдека и ќе бидам вака пократка, ќе читам и твои одговори за да убрзаме. Имаме 50 минути за се, и за 2 песни, и за двајца другари кои што ќе ни зборуваат за се. Сега вака, си рекол, најмногу влијание имал еден човек кој што за жал ни замина, доктор Методија Чепреганов. Велиш невропсихијатар застапен во француската медицинска енциклопедија како врвен стручњак, председател на скијачкиот сојуз на некогашна Југославија, познавач на неколку светски јазици, но е пасиониран познавач на џез музиката и врвен гитарист. Тој ме воведе, велиш, во светот на џезот уште кога имав 10 години. Како изгледаше тоа? Па, како да ви кажам, тоа е една фамилиарна, тесна фамилиарна, заради тоа што тој ми е кум. И со татко ми се први другари, од деца се заедно. И еден ден дојде со една електрична гитара кај нас дома и појачало и ја уклучи гитарата во појачалото и почна да свири некаква музика што јас ја немав до тоа слушнато. И тоа како шлаканица да ти удрил некој, вечерта не спиев. Воодушевен од она што го слушав, што го доживеав, малку свирев на таа гитара, ја веќе бев, знаев да свирам, ама не толку многу и така почна се. Кумот ми ме зема под закрила, онака баш. И кога одевме на скијање, ја бев 5 одделение, додека одевме Скопје Маврово, а тогаш се одеше 2 сати, во неговото Рено 16 се сеќавам и пушташе Џо Пас и Џорџ Бенсон. Касети, тогаш не постојаат CD-ња, а најмалку интернет. И касети и ми објаснуваше како свири Џо Пас, како свири Џорџ Бенсон. Он во Франција има одено на курс по гитара. Гитара кај стариот француски гитарист, легенда на гитаристот во светот, се вика Джанго Рајнхард. И така почна целата ме упати некаде, не знаев ни ја на почетокот каде, ама беше многу возбудливо. Тоновите што ги свирев ги немаше во рок-н-рол музиката. Тогаш беа многу важни рок-н-рол звуците на Led Zeppelin, Deep Purple, Dorsey. Меѓутоа, ја некако, ова ме оттргна од таа класична шема. И така тргна работава. И немаше назад веќе? Немаше назад, заради тоа што кумот ми и татко ми се буквално први другари, секој ден заедно. И кога ќе дојдеше време да во Грција да скијаме на вода,
Ќе ги земевме гитарите, ќе одевме, ќе скијаме и учамецот свиревме уште 2 саат. И сега, кажи ми сега, овој, да речем, учителот, што викаше за учеников? Ништо не кажа. Значи, Ништо? цел живот, додека не почино, ништо не кажа. Меѓутоа, од неговиот однос Кон тебе. кон мене, се гледаше дека дека не само што му е драго, туку дека се подпира на ритамот кој јас го свирам. Одлично. Дека неговите джез пасажи беа и ритмички, и хармонски подпрени со мојата гитара. И тоа е една во светот на музиката хармонија која го исполнува срцето, душата. Мајка ми и татко ми преубаво пеат, па ќе се надоврзат со македонски Песни. народни песни. И тука настанува една секоја вечер, ние не збориме за еднаш кај недела, не. Секоја вечер. Ете тоа е. Супер. Сега се силиме кај Ајде да видиме се у Куба да видиме како поминало детството. Јасмин ми рече само полека да прашувам. Така, Јасмин? Значи, какво беше твоето детство во Куба? Од аспект музика? Да, музика најмногу. И воопшто. Генерално. Да. Па, генерално јас од секогаш имам како мерак да видам пред луѓе. Тоа сите мојата фамилија гледа дека јас имам не битно дали беше музика, или танц, или да зборам, било што да видам пред луѓе и не се страмив. И така мајка ми вика, она докторка како татко не мисла. А татко ти е доктор? Да, он е хирург. Мојата фамилија генерално е на како медицински. А ме вика, ти не мислам дека си за ова, не, ти си за арт, да видиш, на артист да видиш. И така почнам у школо за музика, и цел живот сум била, имам берцка со музика, со уметност. Од секогаш ме интересира да се пробам во други јазици, да пеам во други јазици. Не знам, музиката за мене значи се, јас живеам преко музика и најголема привилегија до денеска ми е да работам со Петар и да имам до мене некој што мисли баш како што јас мислам. А така, значи ви исто мислите? Ние сме како многу се сакаме, многу се разбираме. Добро, Јасмин, кажи ми сега како се најдовте да бидеш дел од Тумбао Салса Бенд? Па неколку пати сме биле, јас живеам во Македонија веќе 10 години. Да, и сум била на свирки. И неколку пати ми се јави да се дружиме и да настапуваме заедно и така се знаеме. Понекогаш го фатам микрофон и одам на сцена со Тумбао и пеам, играм. И тогаш имаме различни проекти. А сега пред 2 години, Петар? Од прилика пред 2 години. Зошто така се гледаме од време на време? Ајде да правиме нешто сериозно и да почнеме да работиме заедно и да пееме. И тоа беше најубав момент од мојот живо во Македонија. Се најдов на крај, се најдов за тоа што со нив, со Тумбао, јас мислам дека имам нешто да давам и од мене може да се уши како ние уживаме и како имаме таа музика, како ја осеќаме. Ама јас од нив можам да ушам и многу од страна на македонска музика и како се осеќа музиката како Македонија. Како вибрира музиката во Македонија и како вибрира оваа во Куба. Да, и за мене, за да сум толку далеко од дома, ми е како тој место кај што можам да видам јас. Отлично. А кажи ми, на Куба не сум била, сакам да отидам никогаш, ама кажи ми, тамо имам чувство дека сите пеат, убаво пеат, или не сум во право? Сите не пееме и сите не играме исто, добро. Ама сите многу знаеме да уживаме и да се забавуваме. Не мора да знаеш, ке нас не мора, ние имаме, викаме, не мора да знаеш, са да се пробаш. Секогаш имаме публика таму, твоите пријатели ке те слуша и ке вика браво. Да, добро, а кажи ми, само тамо се занимаваше со музика на Куба? Генерално целата најголем дел од мојата карера беше во Куба и сите други години во Македонија. Ама исто сум била и во Малазија, Сингапур, Русија, кај што настапував по евенти, договор. Да.
кубанска музика пееш? Генерално пеам кубанска музика, повеќе и тука, зашто доаѓа го таму и знаеш, Така е, како си од да. Куба ти мора да пееш кубанска музика. Ама ако мене ме прашуваш, јас сум многу, јас сакам, например, боса нова, сакам џаз да пеам, блуз да пеам, тоа многу ми се свиѓа. Ама тоа е. Да. Овие хирурзиве ги донеса во Македонија да видат како е? Мајка ти, татко ти, твојта? Мајка ми беше 8 месеци со нас, О, да, на браво. гости. Татко ми работа во Еквадор, таму е хирург. И она многу се свија, ама секако на крај фали многу Куба и секој И треба да се сак- врати. оди. Да. Јас сум од место кај што сум срекна. И јас тука сум срекна. Значи, Одлично. јас сум од Македонија. Одлично, ова ни се допаѓа, така Ето, Пипи, така е, гледаш? така е, Ета е, така е. Добро, и сега Тумбао Салса Бенд, да почнеме сега со вториот дел, 31 октомври. Концерт, неколку концерти сте имале, ама годиниве наназад, така? Во... Значи, Тумбао Салса Бенд го имаше последниот концерт во Универзалната сала. Аха, 2000... 2015 година, така е. пред точно 10 години. И тогашната директорка Вера Бошковска беше дел од публиката и она играше, меѓутоа после 2 дена после нашиот концерт ја затворија Универзална сала. Леле. И значи практично на Скопјани последната музичка нумера и ми е, можеби е тоа добро, веројатно е лошо судбински за нас скопјаниве, заради тоа што очено ни фали сите овие години универзална сала. Значи 10 години сме без универзална сала и сите овие дебатни емисии овдека што ги имате, ви се за џабе кога никој нека спомна дека ќе ни ја направи Ќе ја универзална направи сала. до декември 2027. Така ли? Да, затоа што Скопје е град на сериозна сум. Добро, така добро. ветија, и ве ти кажам што Да, ветија. и Ти тој пошто правиш концерт сега и заради тоа не Ни си ги фали, гледал. ни фали сега. на сите. И се надеваме дека и Тумбао Салса Бенд ќе биде меѓу првите, можеби првиот концерт пак да ја отвориме Така е, универзална сала. зошто не? Меѓутоа сега не очекува концерт на 31 октомври во Македонската опера и балет. И се подготвуваме, бендот има свирки низ цела година. Добро. Меѓутоа се подготвуваме да дадеме и нешто ново, да македонската музика, македонската традиционална музика, која е подкрепена, практично се заснова на ритмиката од Турција, заради тоа што природно турците биле овдека 500 години. И таа блискоисточна цела култура. Ние ентузијастите од Карпос 4 со Арсо Јаневски, со Павел Ренџов, со Сашко Николовски, пробавме македонската музика да ја поставиме на друга основа. Не да ја смениме, туку да ја поставиме на друг ритам и да ја прошириме, да ја надоградиме. Искрено се надевам дека не правиме греф кон традиционалната музика, него наставно ново видување. Тоа е. И Куба, уште пред да биде Јасмин Лопес во нашиот бенд, беше еден незин сонародник, мислам дека е кубанец, Оскар Салас. Он е кубанец и свиреше со најдобрите мајстори на джезот во светот и некако се погоди во Македонија да дојде да биде дел од Тумбао Салса Бенд. Тумбао Салса Бенд. 3 години свиревме со нас. Ние го викавме по нашки Оскар Чо. Оскар Чо бе. Така нагалено некако ни дојде. Како Џасмин, немој само Џасмин Че. Џасмин Че нема да ја викаме, ама многу убаво се вклопи Така е. во целиот аурата на Тумбао Салса Бенд, малку доби на квалитет. И се надевам дека овој концерт на 31 октомври ќе ни биде успешен. Секако. Ајде да позбуриме да не немаме после време за Галичица, освен на крувче што ќе го чуеме, каде Јасмин Лопес ќе биде вокалот, нели? Добро. Галичица е нешто кое што е веројатно нешто што стоело во тебе заради тоа што таа Галичица која што е создадена од твојот татко е нешто кое што го знаеш наизуст, предпоставувам, или барем си го читаш Така е, многу така пати. е. Зошто баш Ристо Самарџиев?
Тоа ти е твојот или дека се познавате долго години, дека знаеш што може да донесе? Не, Ристо Самарџиев е исто ентузијастите кои го почнаа проектот Тумбао Салса Бенд со карипска музика се од први блок од Карпов 4. Така се. А Ристо Самарџиев живее во втори блок. И е пеач на нашата, мене и на Ристо, прва група која имаше огромен успех, се вика група Цилиндар. Така. И беше природно, најприродно беше да го викнеме Ристо, заради тоа што ние сме растени заедно, сме растени кај него дома, највише кај него дома. Добро. Така беше, меѓутоа и кај нас, овако И кај мене понекогаш. Добро. Михаил Ренџов, како да ви кажам, од деца се знаеме, и неговиот текст за Галичица, он има збирка цела направено, многу убаво се совпадна со една композиција, музика на конгашот Арсо Јаневски и конгашот на Тумбао Салса Бенд, и јас кога ја слушнав, овакото ми дојде дека Галичица може да се вклопи. И тоа се вика меч, значи се поклопи. И Ристо се поклопи дека треба да дојде, и ние буквално во името на Карпош 4, во името на едно детство прекрасно што сме го имале, се собравме и ја направивме Галичица. И бевме поддржани од Охриѓаните, од Оливер Љушевски, од Игор Кичевец, кои со нас беа и на снимањето, и тие ни беа домакините, едрилицата на која едревме е на Љуше. Да, така да ни се совпаднаа многу работи и за се е крива убавината на Галичица. Значи и татко ми од се срце го напишал текстот за Галичица, Охридското езеро, самиот текст вели за љубена од височини, за љубена во две длабочини. Се мисли на Охридското и на Преспанското езеро. И ние исто како средношколци, и јас, Арсо Јаневски, конгашот и Ристо бевме на одмор во Градиште. Добро. Аги Мионус беше со нас тогаш на конги свиреше. Добро. И сме проаѓале преубави моменти под Галичица, во пазувите на Галичица, и тоа ни беше значи должевта на Галичица. Да. Така е, да. И се совпадна со смртта на татко ми, значи дента кога го снимивме спотот, а тоа ни беше и лајт мотив за на татко ми да му го покажеме спотот. Тој почина, меѓутоа остана спотот да сведочи и за него, и за неговите... И за Галичица, и за светот, и за се. Да. Спомена меч во нешто од ова твоево. Меч, нешто меч, како тенис, како тоа. Да се вратам само за да најавам нешто што се вика Филип, твојот тениски тренер, за да видиме што ќе каже. Затоа го споменав ова меч. Ајде да видиме сега Филип што има да каже. Пепи не знае како се презива. Филип извини, не е до Телма, до Пепија, ама ќе ни простите, супер е муабетот што го има направено Филип за Пепи, а Пепи е новинарот. Па еве да видите како изгледа тоа. Здраво, Телма телевизија, јас сум Филип, тренер тениски. Тука сум да кажам збор 2 за вашиот гостин. Колку време го знаеш? Па, повеќе од 10 години. Се труди, игра, упорене, да не речам дека е секој ден тука. Одлична дружба, одлична забава имаме практично секој ден. Форхенд, што е лошата страна кај? Што е маната? Што е маната кај перо? Па малце да подзаслабне, тоа е првата мана. И во односно техничкиот дел, можам да кажам дека малце бекендот му е, да кажеме, послаба страна во однос на форхендот. За добрата страна? За добрата страна, покрај упорноста, посветеноста, секојдневното играње, можам да кажам дека не познава човек што не се труди и што не пробува да го убеди да се приклучи во овој спорт.
Така е кога те слуша новинарот, оној за кој што треба да кажеш, не смеш да кажеш ни една мана, освен бекен да спомнеш дека е. Кој знае, знае. Така Тоа е. удари со лева, колку што знам. Рекетот Така. има две страни, ако ја свртам другата страна од дршката, ќе тоа Ќе Филип биде весело. тешко него ќе беше. 10 години вели се познавате. Значи 10 години вежбаш тенис. Рекреативно како, што правиш? Ние многу често имаме свирки, значи во неделата по 2 по 3. И еден понеделник, обично нели за викенд свириме. Добро. Понеделникот не се чувствува добро. Физички и дури и психички, не знам што се случи. И кога одев на тениско да ја земам ќерка ми од кај на часови по тенис, му реков на тенискиот тренер да ми даде 5 часа или 10 часа, не се сеќам, 10 на часа. Добро. И тренерот ми вика, добро, ама ако ми ги даеш парите унапред, заради тоа што секој ден ти не можеш да дојдеш на час. И он беше изненаден, ја му ги давав парите унапред, меѓутоа беше изненаден како јас секој ден доаѓам. Браво. И денеска и често и не играм, меѓутоа одам на кафе. Тоа ми стана место кое е тргнато од градот, покрај Вардар се наоѓа самото игралиште и кое си наоѓа мир. Ние ноќните птици обременети со луѓе околу нас, по 300 души имаме кога свириме например и на концерти, и на ноќни свирки, и на свадби, и на се. Значи имаме луѓе кои бараат нашата енергија, и ја таму ја надополнувам, тоа е. Да. Често и Јасмина доаѓа. На кафе. На кафе само или игра? Со сопругот и со детето. Со детето онда терча и ние да одиме по него и да пиеме кафе. И онда го чува. Слушај сега, ќе се вратиме пак на ова твоева колку луѓе натера да дојдат на тенис. Јасмин, како стигна да станеш македонска снаа? Тоа ме интересира. Кај се најдовте тамо на Куба? Не, во Македонија. А, во Македонија? Ајде, раскажи. Често луѓе мисле дека ние се најдовме на некој одмор нешто во Така е Куба, нешто. со што генерално така се дешава. Или во брод, или има многу од моите пријатели што така има македонец мач, сопруг. Ама ние се најдовме тука, во Кубанскиот, во центар. Во добро. Дегита дел Медио, некој време. Кубанскиот ресторант. Кубанскиот ресторант. А како да. ти беше дојдена да настапиш тука? Да. Дојдовме и мојата агенција во Куба. Добро. Не донеси една група и дојдовме 3 месеци да настапуваме. Одлично. Да, после тоа сите тие се враќаше во Куба, а јас не сакав, не се салјувив во Македонија и не сакав да се вратам во Куба и последна година што јас настапував пред многу во Македонија, ние се познавме во центар. И од тогаш он имаше многу му се свијаше да игра, му се свијаше таа музика, знаеше нешто шпански и јас нешто македонски. И имаме една иста пасија. И тоа, не знам, имаме многу добра хемија. И почнаме и од тогаш помина 10 години и еден мало што се вика Алехандро. Ај, одлично, прекрасна приказна. Добро, сега доаѓа на настапите, доаѓа или тој го чува малиот? Како правите? Порано пред него ние идеме и по настапи заедно. Со што ушеше убаво да игра и бевме како пар што игра и пее и анимиравме. Да, тоа беше многу години. Ма после со Алехандро, значи мала фамилија, јас треба да пеам, он треба да чува и кога имаме некоја шанса, со што мајка ми беше тука, бевме како каде да одиме, не знаеме како да седиме да кафе сами. Добро, кажи ми освен хемијава, што те привлече кај македонецов? Уште еднаш? Кај него, кај твојот сопруг, што те привлече? Освен Македонија и се она што го има овде. Дека беше многу лојален на мене. Значи, од почеток беше инволвиран со мојата приказна и со тоа што мене ми се свијаше. Од почеток те зборам, денови што се знаеме, он почна да бара микрофони, да, значи, од почеток. Да, ми помагаше и до денеска е така. Јас од сите страни што има убави добри, ова највеќе за мене значи, како пеашки артист. Со што што сакаш да кажеш? Што сакаш да кажеш, Пипи? Кажи. И се бенди се ново лисиче како наслов за живење. Ја смени Куба за ново лисиче. Значи, убаво ми е. Значи, Пепи, мораш да напишеш песна. Куба ја смени за ново лисиче. Тоа е хитот. Хитот е тоа. Ама направивме убав хит.
Хитот ни се вика Крувче. Може ли да го чуеме Крувче? Може, ајде да го слушнеме. Ајде да го чуеме Крувче. Ајде. изникнал од нигде, кон крувче селено. Бушаво, малку са киселено. Јас од возвуда се тресам, не се забележувам. Сите мислат вака, се игра салса. Мертни да те гледам, играј природно. Сега ке те средам, да си на небо и на дно. На памет не си ми, вака смотано. Ти си машко зло, мене си ми потребно. Во ноќта, пијана, со мирис на струмичка мастика. Нека гори до зори, нашата прва ша. Во ноќта, пијана, со мирис на лето и жештина. Нека гори до зори, нашата љубовна ша. Метни да те гледам, ајде заиграј. Нема да те штедам, не се преправај. На поглед не си ист, ко твоите другари. Да си ми, да си ми. Трчај на шанк, битни пијачки. Не се плачи, нема да ги платиш ти. На памет не си ми, вака смотано. Ти си машко зло, мене си ми потребно. Во ноќта, пијана, со мирис на струмичка мастика. Нека гори до зори, нашата прва ша. Во ноќта, пијана, со мирис на лето и жештина. Нека гори до зори, нашата прва ша. Нашата љубовна ша. Така се враќаме назад да им кажам честитки, дечки, се гледаме на 31 октомври. Што значи тоа дека ќе ни Ќе дојдеш на дојдам. бината? На бината да не Бина, дојдеш, сега, да не немој, заиграш? молим те. До бината ќе играм. Добро. Да, не сум за до толку на бина да бидам. Кажи ми сега како изгледа, како се случи Крувчева и како се случи да натирате Јасмин да пее македонски? Па,
Како беше, како ќе рече после Јова, нешто што е македонско-кубански дијалект. Да, бе, Ова ми е нов некој. Моето студио е во Трубарево, Добро. во село Трубарево, и тоа е на крајот од село Трубарево. Знаете, кај живее Тоне, одма до Тоде и фамилија е студиото мое. И како ми се вика куќето? Не знам. Хендрикс. Хендрикс се вика. По Џими Хендрикс е крстено. Браво, добро. И тука доаѓаат Јасмин и Ѓорѓија се вика нејзиниот сопруг. Доаѓаат еднашка, два пати, три пати, убаво име, јадеме, пиеме, атмосфера. Супер. И четвртиот пат викам Јасмин, те молам, повели во студиото да пробаме нешто. И така испадна крувче. А текстот го правев долго време, да кажеме можем неколку месеци. И најубаво ми од текстот што се спомнува струмичка мастика. Струмичка мастика. Значи тоа е најубав дел. Мојот лајт мотив. Добро. Предпоставам не сме збореле. На Джасмин женска песна, ама го слушнав од другите од бендот, незините колешки од бендот дека им се бендисува. Ти си машко зло, мене си ми потребно. Така? Да. Тоа. А мене ми се стоја највеќе кога вика тршај на шам, викни пијачки, не се плаши, нема да ги платиш ти. Тоа значи, многу ме интересно. Чекај да те прашам сега кога сме вика на таа тема. Во Куба кој плаќа кога се пие? Машките или женските? Савици. Добро. Генерално машките. Например, ние шегуваме неколку пати ти да ќе плаќаш ти, после јас ќе тршам на шанк. Нема проблем, ние се договориме убаво, кој има, кој плати. Ама шегуваме од тебе да имаш како, не знам, да знаеме дека ќе можеш, дека си джентълман. Да, тие ке нас не помина тоа 50-50 така. Нема тоа. Не, добро, добро. Ето. Значи си погодил се, Пепи обисна. Па социјалистички, исто ние сме растени во социјалисти. Ама тешка песна за мене, убава, многу ми се свија, тешка, со сто, како Петар, значи, гледах како он зборува, е многу така литературно. И така го прави, исто да така ја прави текстот, има многу зборови, со за мене се многу тешки. Ама имаше бешбање многу за да стигнам доколку можам. Ама секако многу ни беше убаво процесот. Така е. Ама процесот е вака, така, беше така си напишал. Одеднаш, како е снимано е да, одеднаш е мислам одеднашка. Убавината е тоа што трубачите дојдоа еднашка, Ристо Самарџиев беше за да ја преслуша Галичица, па направивме тука еден тулум со тумба ансамбл. Додека го снимавме крувче ви кажувам. Значи се во и атмосферата што се создава е многу убава, многу позитивна. Градиме, крувче го градиме и едноставно на крај се случува да испадне баш онака како што сме сакале. Убавото е што во делот кај што е од свирениот дел нема синтесајзер. Значи ниеден се е одсвирено во живо. И автентичен е звукот заради тоа што ударачите, тоа се конгашот го спомнавме Арсо Јаневски, и Павел Ренџов, мојот брат, кој практично е и основачот на Тумба Салса Бенд, ги научија оние, како се ка тие тумбао ритми и каскари, кои што се автентично кубански, ама тоа е процес, тоа, значи, збориме за 10 години да ги учат, 15 години. Така, ги учиш, а не сега ги научивме за 2 дена. Така е. И тоа веќе зазвучи. Сега кога веќе толку научивме, навлеговме во кубанската музика, па ќе направиме и концерт, па нека ни дојдат гледачите, па нека ни гледаат и нека ги ја доживуваат со нас музиката. Супер. Кога ги споменавме инструментите, да ни кажа само Јасмин, што е ова на што ни свираш? Ова се вика на шпански гуиро. Гуиро. Да, гуиро. Доаја од дерва, што така се вика. Гуиро има такви... Тие се како испадна како овојше што не се јаде. Добро, разбирам. И ова има процедура што се става да се суши и имаш ова вака да се слуши.
за вака да се слуша е процес. Да. Добро. Ова е многу голем срцево на нашата музиката. Да, ова дава ова чувство, да ја осеќаш така, да те влезе и да ти тера да играш, ова го дава. Ова и клавесот, тоа е друго. Така Ама е. ова многу е убаво, интересно и кога го имаш гуиро, фали многу малци инструменти за да се слуша. Со конги, со гуиро и со гитара, како што ќе биде сега. Да, ќе биде супер. Доста е. Ама пред да го слушнеме Јован што има да каже, тоа е еден од новите чинови на Тумбал Салса Бенд, ама само ништо да те прашам, морам ништо да те прашам затоа што ќе немаме време. Многу прочитав интервјуа за ова интервју, да се подготвам, нели сега? Добро. Јас ми не запознавам и прекрасно е вака дека не ја знам Јапан се погодивме со енергиите. Ама една изјава која што си ја дал стварно ми е најтипична за тебе, да речеме во Добро. те прашале како дали некогаш би се откажал од музиката, или дали некогаш си бил на патот да речам не, па да барам друга професија. И ти си рекол вака. Вика јули 15 часот 35 степени Целзиусови, сонцето пржи во центарот на Скопје на шеталиштето покрај кеот на Вардар, има по некој забрзан минувач сред недела во работен ден, викаш. На рамото сум ставил звучник околу 1 метар висок, половина метро широк, тежок околу 40 килограми, го држам со едната рака, а со другата носам торба полна со кабли, микрофони. Одам веќе 100 метри, треба да свириме во кубанскиот клуб во ГТЦ. Спроти мене проаѓа човек кога не го познавам и вика силно од чудо невидимост. Пепи, што правиш, нормален ли си? Среќа што не останав музичар, вака да се измачувам на жештините, ти рекол тој некој. Бев задишан, изустив колку што можев да изустам, му реков, другарче, ти не си ја сакал доволно музиката за сега да се печеш на сонцето. И гордо и одважно поминав покрај него. Морав себе си да си признам дека човекот има право, ама зарем срцето ќе ми дозволеше да ја прескокнам вечерашнава свирка. Значи има и метар. Не, ја наискрено ќе те пофалам за ова што си го исчепкала. Така е. Да, тој момент и мене ми остави Впечаток. впечаток. Да. Заради тоа што беше сулудо и од моја страна на 40 степени да ставам токав звучник едва и да го носам. И се разминавме и му го кажав тоа од се срце, немав ни здив да му кажам нешто повеќе, дека да ја сакаше музиката немаше така да збори. И подобро е, му реков, подобро е за тебе што си друго нешто нешто си фатил. Така да мора да ја сакаш многу музиката. Да, значи музиката мора да биде дел од тебе. Ја претпоставам дека и сите деца кои во моментов почнуваат да свират, во моментов сега на 5 годишна возраст, со тек на време толку си ја засакуваат музиката што станува дел од нив. На 12 години веќе 7 години свири и станува дел од него. Тоа ми се случило и мене. Значи ја пред малку кажам дека кај мене дома се пееше и се свиреше буквално секоја вечер. Јас свирев со другарите од мало. Крстаревме со Арсо и со Ристо по Карпа 4 кај градинката, свиревме секој со својата гитара и свиревме 3 гитари. И сега трикот е шо кога дојде Тумбал Салса Бенд, сите гитаристи. И сега викаме еден мора да биде конгаш. И вака паѓа паричка и тој да биде конгаш. Арсо вика не се секире, а он е доста темелен во тоа што ќе почне да го изучува. И така стана конгаш. Па не му е лошо. Ама ние тоа што го препознавме ние од конгаш. Те гледаш, уште тогаш во тие моменти, да. Како на Павел на твојот брат му текна за Тумбал Салса Бенд? Тоа сакам да знам. Името како? Павел заврши джез академија за перкусија и ударни инструменти во Келн. Добро. Во Германија. И негови професори беа и професорите од таа карипска ритмичка школа. Да. И имаа часови таму. И дојде во тогаш имав позади универзална сала студио. Ги собравме најдобрите музичари во тоа време што беа. Едниот е Марко Диодорико. Сега е во Венеција. Сега е во Венеција. Вашата колешка Ирена го однесе во Венеција. Он беше 10 години саксофонист на Тумбал Салса Бенд. Сашко Николовски е тромбонист и во Македонската опера и балет и во Македонскиот национален
джез оркестар. Значи, Дамир Имери е познато име, немам потреба да зборам за него. Маестро, нашиот музички гуру. Така е. Да, и кога се собравме, не знаевме што ќе не снајде. Ни беше како магла. Нешто правиме, ама ништо не звучи. Не, ама требаше да е кубанско, така беше муабетот, Така тоа бе, беше нешто. значи, тоа Вибрацијата беше беше салса. Куба, салса, Салса. нешто такво, добро. Салса, ај ќе Добро. свириме салса. Добро. Што е салса? И моравме да се исчистиме, значи тоа е исто така процес со години, да се исчистиме од, јас ќе ги наречам тезгарските влијанија музички кои ги имаме по свадби, по онакви клубски свирки, ама не, за салсата мораш да бидеш чист како солза. Значи, секој удар на пијаното, посебно на тоа се вика практично тумбао, монтуно се вика. Ударите ритмиката на пијаното и моравме да бидеме перфектно наштимани во играчки, среќа да делиме со музика. И искрено се надевам дека таа среќа на концертот идниот петок на 31 ќе им ја поделиме на нашите гледачи. Меѓутоа, на нашите кои ќе бидат присутни во Македонската опера и балет. Така И тоа е значи процес кој ние го направивме уште 2005 година. И сега е 20 Значи заокружувате 20. Па 20 години така не ја нагласуваме дека ние 20 годишница од не. Добро, нема потреба. Немаме причина за тоа. Ќе бидат сите вокали на бендот низ години, така ќе бидат Ќе гостинки. биде Билјана Ѓошева, ќе биде Ивана Стојановска, Анче Наумовска, Мартина Афрозиевска. Тоа се женски вокали кои поминале низ оваквото, сите се перфектни во пеење. Пријателки се на Джасмин. Значи сме соработувале, сме свиреле заедно, значи нема да биде прв пат да се среќаваат. Мики Јовановски Џафар вика да го спомнеш. Да, Мики Јовановски Џафер и Ристо Самарџиев ни се од наша генерација. Од наша генерација и Добро. Мики Јовановски Џафер ќе го каниме заради тоа што нам ни бил идол. Стварно? Да. Значи на Тумбао Салса бенд, на јадрото на Тумбао Салса бенд, одело на свирките на групата Автограм и сме уживале во овако. Да постоеше Автограм, ќе ги поканевме целиот Автограм. Да. Овакво. Тие ни биле идоли, они се, да кажеме, 5-6 години постари од нас и кога ние бевме, да кажеме, трета средно, они веќе беа на крај на факултет. И настапувавме во Скендерија, во салата, заедно со група Цилиндер и група Автограм. Заедно со Бело Дугме, со Лабораторија звука, со Дивља Јагоде, нив ги гледаа како кои се овие сега. А ние како групата Цилиндер имавме по 15 години тогаш и гледаме и викам и овие нашиве значи не биле лоши. Заради тоа го поканивме нашиот идол од младоста, тоа е Мики Јовановски Џафер, да ни отпее песната Одам на југ. Таа е рок-н-рол песна која е меѓу тоа текстот на таа песна не се пишува како ја што го напишав крувче, па да кажеме струмичка. Не, тој се издишува. Значи, убавината на песната е заради тоа што кога биле на свирка во Германија 3 месеци на Драган Шајто од Куманово, не можел више да издржи. Драган Денковски се презиваше, веќе почина. Меѓутоа таа ќе го натерам Џафер да му ја посветиме нему. Добро. Изведбата од таа песна. И рекол, одам на југ. Да, одам на југ. Тука не се издржува. Среќавам луѓе со нечиста совест. Така е. Си одам на југ и моја банда и тоа. И така да, тоа е песната која ние сакаме и ќе направиме како боса нова верзија. Да, боса нова верзија. Ја мислам дека како дел од Тумбао Салса бенд. Одлично. И да, и ќе уживаме, сигурен сум, да. Јасмин има нешто да ти каже овој новиот член на Тумбао Салса бенд Јован. Ајде да видиме што му се допаѓа најмногу.
Да ни се представиш. Јас сум Јован Цветковиќ, клавирист, пианист и од денеска сум официјален член на бендот Tumbao Salsa бенд. А денеска се запознав со Јасмин Лопес и можам да кажам дека е тоа најавтентично кубанско пење кој што некогаш сум го слушнал во животот, што ми представува огромна чест и привилегија да работам и да свирам. Омилена песна од репертоаров ми е и последната песна на бендот која што се вика Крувче и која што ја пее Јасмин Лопес со еден така автентичен кубански нагласок во од македонскиот јазик. Дали тоа може да биде, да го наречеме македонски дијалект? Па да, може. Некој фјужен од македонски дијалект и кубанско-македонски дијалект, може така некако да се каже, да. Го чувме Јован, што има да каже, ама сега шега на страна, ама Крувче е само единствена што ја пее Јасмин. За која друга да се фати Јован песна? А? Па не, може, гледайте, Јасмин ни е... Се зезам сега, Јасмин ни е доста, да кажеме, немавме можност, така ни време да подготвиме нешто. Ама јас сега ќе ја прашам. Ама јас сега ќе ја прашам нешто Јасмин. Што ти ќе кажеш за сите овие мажеве во бендот? За сите тие мажи За што сите имаме мажи во бендот, што ќе кажеш по една реченица, како би ги опишала ти нив? Сум многу привилегирана да можам да стигнам да настапувам и да видам блиску до нив и да видам само јас женски, да имам сите тие мачки околу мене, убави и многу талентирани. Значи, кога сум со нив, јас се осеќам у рај. Да. Те чуваат? Да, многу ме чува, не плаќам кафе, никогаш. Частан, ама не плаќам. И пијачка, не само кафе, кажи се. Бе, кафе се да видам културна. културна, добро. Ама со нив се осеќам многу, можам да идеме било каде и знам дека ќе ме чува, ќе ме разбира и кога не се разбираме со зборови, ќе се разбираме преку музика. Така, јас ме сега вака гледајки те, и оваа енергија која што ја носиш, може да кажам, може би не сум во право, исправима, можеш ти во процесот да помогнеш па да создадете нешто заедно ти и Пепи? Не разбирав. Да создадеш заедно со Пипи музика, може би авторска музика. Твоја Добро. музика. Се гледаш така? Да, Да? да, дефинитивно. Ет. Пипи? Па, значи, ќе си оставиме време. Значи, сега ни е цел концертот, меѓутоа, после тоа, самиот процес, самите свирки, самата енергија ќе не натера да направиме некаква македонско-авторска, македонско-кубанска верзија на, не знам, ќе видиме, ќе ви изненадиме. Да, и јас сакам повеќе на македонски да пеам, значи оваа година за мене беше како да пробам да учам повеќе. Сакам, мислам дека имам многу мене да давам и ке публика македонска јас дека имам нешто што можам да ја давам за публиката македонска на македонски. Браво, бе. Јас сакам да спомнам двајца членови кои ни се многу важни во Tumbao Salsa Ајде. бенд, а тоа е трубачот Сенат Усеин, кој сега ги подготвува аранжманите за концертот и кој ни е светски латино звук ни носи во заедно му бевме на концертот на Артура Сондавал. Тој е кубанецот кој заедно со Дизи Гилеспи пребега од Куба во името на џез музиката. И вториот е, ние се запознавме со Артуро Сандовал, најдобриот трампетист на светот за латино музика, кога беше на Охридско лето, специјално отидовме да се запознаеме со него. И вториот член за кого сакам да кажам нешто е саксофонистот Кирил Кузманов. Тој е златната оценка на факултетот за уметнички, значи најдобар од сите инструменталисти во Грац во Австрија и веќе си направи како правенец солист кариера во националниот џез оркестар. Меѓутоа на нас е привилегија што го имаме во нашиот бенд
и задоволството да се настапува со тие музичари, да бидеме една клетка која во случајов е латино музика и ние да допринесеме за публиката да делиме дел од среќата, а среќата со пари кога е музиката во прашање не се купува. Ке свириме ли сега во скратен состав уште една песна? Ние сме подготвени. Може. Да, ние сме подготвени да отсвириме малку акустично. Оје комова, така? Да. И меѓутоа ќе ни фали басистот на бендот, Па тоа викам Горан Гешовски. скратен состав. Ама и без него ќе се снајдеме сега, тој мораше да отсуствува. Ајде сега додека отидеме до сцена, само еден джингл па се гледаме пак. Ајде. Mulata, oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Mulata, si tú no sabes bailar, si estás peleado con el son, ven a bailarme este paso, que te lo juro que es de lo más sabrosón. Porque la rumba, la rumba, la rumba, ella me llama, me llama, me llama. Y necesito que empiece el mambo para que empiece así a bailar. Te lo repito, oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Mulata, oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Mulata. Se pone, ay, esto se pone caliente, esto se baila apretado, Pepi, con un pasito de frente, mi gente, y un meneíto de lado, porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave, y necesito que empiece el mambo, para que empiece así a cantar. Te lo repito, oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Mulata, oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar. Mulata. Имаме минутка, Пипи, на 31, значи после ваква емисија, 31 октомври, не знам само дали треба на време да се тргнете. Каде? Во Македонската опера и балет. Добро, ама каде се продават картиве? Во МК Тикетс. Готово. Значи ќе отворат луѓето, ќе не видат, јас ми ќе го видат ликот, уникатен е. Да, и може И да се толку. купат карти, тие што сакаат да дојат. Така. Ќе му се заблагодариме на Министерството за култура. Добро. И на Колит С, нашите пријатели од Струмица,
кои веќе и на Галичице и сега не поддржуваат во Супер. она што го правиме. Добро, готово. Веќе немаме време. Да, јас сакав да кажам само дека Пипи станува секој утро во 5 часот и ги слуша овие своите омилени свирачи како одсвирила. Го свирила својот посебен концерт и учи. Чао, се гледаме повторно некој друг ден следната недела. Чао, чао.